Со клима уреди за темните простории и постојано освежување со ладна вода, граѓаните се справуваат со екстремно високите температури. Кога мора да се излезе, тоа е или рано изутрина или доцна навечер кога сонцето попушта, а и тогаш подготвени со капи, шешири, лесна облека и вода. Особено постарите внимаваат најмногу, си придражуваат до препораките од лекарите и внимаваат редовно да внесуваат течности. Лекарите апелираат до сите, а особено до хронично болните, да останат во затворени климатизирани простории, да избегнуваат изложеноста на сонце и да се облекуваат со светла и лесна облека. Ситиме ладна вода и сенка. Криење под сенка, дека на друго место. Под сенка. Под сенка, да. Тоа нека добро, така ќе биде. Премак годините тоа. Капа, лесна облека и тоа, и под сенка седење. На вода, да, ладни напитоци, климата и тоа е. Сенки на планина, а дома со клима, да, обавезно капа синус. А натаму излевате капи, а вода често со вас носите ли се? Да, едно мало флашенце. Инаку лекарите и понатаму апелираат граѓаните да не ја потценуваат жештината, особено не во периоди кога температурите надминуваат 40 степени. Потсетуваат дека несаканите последици може да се случат и за неколку минути изложеност на сонце, особено кај децата, повозрастните или лицата со хронични заболувања. Препорачуваат задолжително носење на капа или шешир, очила за сонце, памучна облека, како и редовно внесување на течност, најмалку 2 до 3 литри вода дневно. Алкохолот, кофеинот треба да се избегнуваат, бидејќи дополнително го дехидрираат телото. За оние кои мора да излегуваат во текот на денот, советот е да бараат сенка и да прават почисти паузи, а за дома проветрување рано изутрена и доцна навечер со затворање на прозорците и ролетните, во нетоплиот дел од денот може значително да се намали внатрешната температура.